Добро вечер од мене по втор пат, значи. Денеска сакам да ви зборувам за еден дел од моето искуство кој што го имав во, можеби изминативе, не знам, месеци или недели. И би сакал да заедно да размислиме за некои работи кои што веројатно сите ги имаме на ум. За нас е прашање, големи прашања. И можеби немаме одговор. Јас денеска не претендирам дека имам дефинитивен одговор на ова што сега ќе зборувам, ама сакам да заедно да промислиме и да видиме што всушност што има Бог за нас во овие времења во кои што живееме. И не знам како вие функционирате, не знам како сте вие изложени на информации, значи не знам како вие реално ги доживувате нештата во светот, ама денес сите оние кои што се новинари се занимаваат со, не знам, пласирање на вести, немаат недостаток на вести. И тоа за жал немаат недостаток на вести кои што се од кризен карактер. Економски кризи во целиот свет. Ние знаеме за една криза што започна во Америка пред известни години, 2006 година, таа така наречена хипотекарна, па повлече свет друго. И ние таман помисливме добро, тоа е од друга страна на океанот, одеднаш гледаш дека некои кризи доаѓаат поблиску и се затекнав во Грција со моето семејство, кога Грција не знаеше дали ќе остане во таа еврозона или нема да остане. И тогаш гледаш дека колку сме ние всушност поврзани, колку овој свет реално поврзан, дека ова не се митови и легенди за глобален свет, туку дека навистина едно нешто кое што се случува во одреден дел од светот има на еден или на друг начин реперкусии на друг дел од светот. И таман си викавме дека можеби се финансии кризите, таман на Балканов можеби сметавме дека кризите оние војни кризи нас ќе не одминат, одеднаш гледаме нешто сосема друго. Значи одеднаш од пред некое време, година и нешто веќе има, почнаа тука да низ Македонија да транзитираат мигранти или избеглици или веќе како сакате дефинирате ги, значи луѓе кои што доаѓаат од Блискиот исток, и ќе кажам не само од Блискиот исток, и кои што представуваат уште една посериозна криза за Европа. Европа беше сон, Европска унија беше сон, светот беше можеби сон до пред некое време, мислевме дека големите војни се завршени, големите прашања се завршени, и имавме впечаток дека преостанува само да се спроведат тие основни принципи кои што западната цивилизација не ги нуди на сите нас, дека тие принципи ги понудиме на реално неразвиените, нецивилизираните доволно нации, дека секој биде како што треба во светот. И еднаш гледаме дека нештата не функционираат. И сакам да ве потсетам прво нешто на еден многу библиски факт. Криза. Кога Библијата зборува за криза, тој збор има повеќе значења. Тоа значи дека зборот криза, како што ние денеска го употребуваме, значи алармантна состојба, состојба која што е несигурна, состојба која што во себе може да вклучи насилни действија, економски колапси и ред други работи. Ама она што сакам да го кажам е дека зборот криза во Библијата има еден многу битен елемент, кој што мислам дека нема да го најдете на вести и нема да го најдете во оној дневен печат каде иде. Зборот криза значи и суд, значи и вадење на некои работи на виделина, односно воспоставување на состојба таква каква што е. И тоа е многу битен елемент, можеби многу побитен од еден дескриптивен елемент кој што само ни кажува дека кризата е, нели, момент во кој што нештата се алармантни. И зашто ви го зборувам ова? Ви го зборувам затоа што во изминативе недели имав прилика да бидам со тие мигранти или избеглици, значи да не сега навлегуваме повторно во тие дефиниции, и во Гевгелија и на Табановце, на нашата северна граница, и да видам од прва рака зашто навистина станува збор. Кои се овие луѓе? Кои се овие луѓе кои што доаѓаат во Македонија, кои што остануваат некое време, законски 72 часа во Македонија и продолжуваат некаде понатаму во некои дестинации кои што можеби се сон и за останатите балкански народи. Па имаше и обиди да се придружат на тие реки бегалци и нашите снодливи балканци. И веднаш да научат, да кажат дека не разбират ни еден јазик и тие сакаат во возовите и да продолжат за Западна Европа.
Оно што сакам оваа вечер да ви кажеме, базирано на лично искуство, ама ќе го протолкуваме низ Библијата, зашто едно лично искуство кое што не е протолкувано низ Светото писмо, низ Библијата, низ оно што Бог ни го дава како клучна водилка, може да стане искуство кое што нема да има значење или ќе има погрешно значење за нас. Отидов во Евангелија, таму гледката е како во некој апокалиптичен филм. Реално. Апокалиптичен филм. Зошто? Значи, надвор од Евангелија, на самата граница на градот Евангелија, имаме таа железничка станица и недалеку од неја имаме камп. И бевме тука со неколку од црквата и одеднаш паркиравме и се соочивме со една толпа која што доаѓаше преку еден мост, толпа од веројатно 1000, 2000, 3000 луѓе. Мажи, жени, деца, истоштени, исцрпени, сакаат што е можно побрзо да влезат во автобусите и веднаш уште при таа прва средба, да кажеме, наша, моја со тие мигранти, имаше можност за неколку физички пресметки. Татко еден си го бранеше детенцето, некои две групи почнаа да се кошкаат и беше атмосферата беше толку запалива што секоја секунда можеше нешто да се случи. И гледаш тие малечки дечиња, плачат, пречувствуваат, знаат дека нешто лошо се случува. Го гледа таткото како вика веројатно или ја бара својата мајка. И имаше еден момент во кој што повеќе деца почнаа да плачат и се надодадува на таа цела бучава која што беше таму. Одлучив по еден друг мост да отидам во кампот. И во кампот сцената беше слична. Ни дадоа дозвол да влеземе во кампот. Најповеќе машки, најповеќе тоа што видов во свет 20-30 години. Беа групирани во некои помали групи и доаѓа од секаде. Ке зборуваш со некого и ќе ти каже дека доаѓа од една група се сирици, најповеќето сирици, и зборуваат за себе и ни кажуваат за некои маки кои што ги снашле, зборуваат за некој од нив доаѓа од Дамаск, од тој древен град, значи зборуваме еден од најстарите градови во светот, дека тој веќе трпи големи рушења и уништувања. Некои од нив самите се изјаснија дека се со исламска вероисповед. Некои други ни кажа дека се христијани, дека заради тоа што се христијани се прогонети од тие подрачи. Имав еден момент во кој што се запознав со една група курдски бегалци и ги прашувам како е со вас курдите, затоа што знам дека и курдите доживуваат доста опресија од можеби сите страни. И тие ми кажа дека тие доаѓаат од едно помало градче во близина на Алепо, значи тоа е до таа турско-ирачка граница отприлика, ако можам така да го лоцирам. И ги прашував отприлика демографски податоци, да ми дадат колку сте вие курди во Сирија. Вика не сме, вика многу, дали сме, вика 3-4 милиона. Викам добро дојдовте у земјата 2 милиона. Он вика како, вика вие имате само 2 милиона. Така вика, викам 2 милиона сме, 2 милиона кома 2 сме на последниот попис и ќе се држиме за таа бројка се додека не се утврди нова. И кога ги прашував нив, еден им се представи, обично тие помали групи имаат некаков водач, ако можам така да го наречам, ми каже дека ние сме со исламска вероисповед, овој дечко, овие двајца се христијани, а овој еден тука е вика зороастеријанец. Значи не знам дали знаеш што е зороастеријанец, тоа е една многу стара персиска религија, за која што јас немав информации дека се уште денес има своји живи следбеници. Едни коментатори, библиски проучувачи сметаат дека оние тројца мудреци всушност кои што се поклонуваат на Исус кога Исус се раѓа, се зороастеријанци. И му викам, што си ти зороастеријанец? Ја беше најинтересно, што си тоа вие. Викам да не си мудрец, да не си дошол да се поклониш на некој. И се шегувавме затоа што земавме оние големи кабаници, па 10-15 души под кабаница, па тука се прави многу интересен муавет. Нема мрдање, така сите сме тука, врнеше многу дожд. И ги прашам, добро, што ви е муавет? Значи што правите како нели? Кај се надевате? И тие горди ми викаат, ја имам братучеди во Германија, јас ќе одам вика во Германија. Некои други ми кажа дека се во Скандинавија сакаат. Имаше групи на бегалци, ќе ви кажам најотворено, кои што се двоја од бегалците по својот изглед и по реално скапата опрема и облега која што си ја носеа и не сакаат да комуницираат со никого. И каква и да им се нудеше помош на оваа група на бегалци, тие ја одбиваа. И единствено нешто што сака е да бидат пуштени надвор од кампот, да си најдат такси, вика ние сме спремни, имаме пари, имаме се и ние сакаме. Делуваа како да ви кажам како некоја, не знам, како некоја компанија.
Сите во некој така црно облечени, некои интересни шушкавци, исти панталони, исти кондури, исти шушкавци, директорски некој момент, исти ранци, исти телефони, исти слушалици, викам, овие се, не знам, како некоја чета некаква, спремна да, мислам, спремна, не неминовно за зло и за не знам какви работи, него едноставно спремна за живот, таму каде што ќе се најде. И денешка доаѓаат тие автобуси и повторно некоја гужва се создава. Полицијата наша тотално истоштена. Тотално истоштена. Веќе од што немаат, веројатно луѓе немаат смени. На врата имаше полицаец кој што требаше да се грижи за редот, слуша двајца колеги и во исто време треба да проверува кој влегува, а не знае англиски. И за тоа може да замислите каква е таа ситуација. Тоа е со пендрак да подигне за да ги заплаши овие да нема стампедо реално, зашто тие стампеда може да утепат неколку деца, тоа ви го гарантирам, и во исто време да проверува некој дошол, јас сум тој не знам од која земја и јас би сакал да влезам во кампот. И сега во еден момент вика што да правам, вика, не знам англиски, не знам што, значи не знам. Викам, знаеш што, додека ги чекам моите пријатели колеги, ја ќе ти преведам у тие не знам пола сат. Има прилика со него да се зближам, викам како е. Не прашувај, вика. Не знаеме дали ќе издржиме. Значи не знаеме веќе немаме људство, немаме начин да одговориме логистички и не знаеме што понатаму. И го имаме ние го имаме тој момент на таа граница. И се човек, ја барем се прашувам, секам, добро, што е со овие луѓе? Значи што е? Некој вика дека влегуваат, не знам, 1000-2000 дневно. Разговара со луѓе кои што се задолжени за превоз, 4 до 8.000 велат дека имат дневно мигранти. Затоа што кога ги собереш бројот на автобусите и бројот на возовите кои што превезуваат, тие се отприлика бројките. Можеби се не 3.000, ама не се 500 луѓе. Тоа се сепак поголеми бранови на луѓе. И враќајќи се на дома и се присетив на некои разговори со некои мои западноевропски колеги, кои што сакаат да ми кажат дека нели просперитетот стигна, речиси рајот стигна на земјата и сега само овој рај да го припадат сите ќе живееме во рај. Некои такви линеарни аргументации. Секам дека овој му го кажав. Едно е, викам, вие нас да ни кажувате одредени сугестии како треба да живееме како држава или како цркви, што треба да правиме или значи како индивидуи дури во време во кое што вие живеете во изобилство и во кое што немате значи никакви проблеми. Ама викам, ќе ви кажам едно нешто. Не ви посакувам криза, зашто доаѓам од кризен регион. Кога нас ни кажа дека светот влезе во финансиска криза, ние во Македонија направивме 101 вид за тоа. Зашто ние имаме финансиска кризна состојба, значи тоа кај нас не беше некоја новост, кога луѓе го кажа, дошла криза, а што беше претходно кај нас, мислам, благосостојба беше некоја голема. И им го кажав токму тоа, викам, прва посериозна криза, вас како наши европски браќа, значи и по таа географска одредница и по она што значи вера некој од нив, ќе ве направи да тоа што реално е стожер на вашиот живот, тоа да излезе на површина. Што ајде не се лажеме, лесно е, вака не е лесно, ама многу е полесно да имаш 3-4-5 евра плата и да имаш не знам, средени деца и да имаш среден живот и си имаш куќа и идеш вамо, идеш онаму, идеш кај што се сакаш и си менуваш работни места, ги имаш сите тие удобства и на крај некој вика да живееме сложно. Ти викаш, знаеш што, па треба сум луд да не живеам сложно. Така, што треба да правам? Во стание да дигам мислам или да не, значи треба така да се живее. И сега еве доаѓа еден момент во кој што Европа е изложена на криза. И она што е важно е дека оваа криза, како и било која друга криза, како и кризи кои што ги доживуваме на личен план, на семеен план, на ниво на град, на регион, град, село, без разлика, ги разоткриваат работите такви какви што се. И тоа е многу битен момент. Кризата, иако е тешка, е момент во кој што ако се застане и ако се преиспита срцето, мислам дека многу нешта ќе можат да бидат согледали на правилен начин и можеби тоа е најдобриот, всушност тоа е препорачаниот излез од секоја криза, како што Библијата за тоа ни зборува. Ќе читам најпрво од Евангелие според Лука, 13 глава. 13 глава има еден интересен момент. 13 глава е всушност глава
во која што Лука собрал неколку клучни текста кои што укажуваат на неколку работи. Дури ако ја отворите оваа глава, ќе видите дека такви се и оние подзаглавија. Во првиот стих почнува со повик за покаяние, понатаму параболата за неплодната смоква, имаме исцелување на згречената жена, многу интересен текст кој што е уфрлен во оваа цела глава, парабола за синаповото зрно, квасецот, тесната врата. Тоа се е, вака да кажам, една траекторија на текстови кои што ги имаме во оваа 13 глава во Евангелието според Лука. Овој повик за покаяние не е само генерален повик за покаяние, овој е многу интересен повик за покаяние, зашто имало моменти во кои што во времето на Исус се случиле некои несреќи, во кои што луѓе загубиле живот. И луѓето од Исусовото обкружување, евреите си поставуваат прашање кој е крив, односно дали има директна причинско-последична врска помеѓу смртта на овие луѓе и нивниот живот, односно дали е ова директна Божја извршена казна. Исус им вика, знаете што? Тоа што вие го гледате, тоа е една работа. И можеби не можете вие да разберете тие причинско-последични односи кои што упорно се обидувате да ги објасните. Но завршува со едно нешто, вика, ако не се покаете, сите така ќе изгинете. Преку тој конкретен пример упатува предупредување дека живот кој што се живее безцелно и без Бога ќе го има истиот крај како оној кој што можеби драматично го завршува. И мислам дека ние живееме во свет во кој што некаква интерес почина тој и тој на вести ќе кажат од природна смрт. И јас таа фраза како христијанин не можам да разберам. Што е тоа природна смрт? Оно што Библијата ни го зборува е дека смртта не е природен дел на нашето постоење. И речи се како ние да имаме купено една идеја, тоа е следното. Дека ако ти доживееш, ако јас доживеам утре, не знам, 7, 80, 90 години, па настане времето да умреме, као тоа е тоа. А од друга страна, не знам, ако се случи некоја несреќа во некој семејство, ако некој, не знам, доживее насилна смрт или доживее несреќа, тогаш веќе се правиме попаметни и се прашуваме добро да не е случајно некаква Божја казна и да нема таков еден причинско-последичен однос. Исус вика, знаете што? Умреле вие на ваков драматичен начин или умреле од таа ваша природна смрт, еден ден, ако вие не се покаете, вашиот пат кој што бил на оваа земја далеку од Бога ќе заврши далеку од Бога. Така почнува оваа глава. И понатаму низ ред предупредувања Исус им зборува во оваа иста глава од 22 стих, значи Евангелие според Лука, 13 глава 22 стих, и по патот за Ерусалим минеше низ градови и села и поучуваше. Некој пак му рече, Господи, малку ли се оние што ќе бидат спасени? А тој им рече, потрудете се да влезете низ тесната врата, зашто ви велам, мнозина ќе сакаат да влезат и не ќе можат. Кога ќе стане домаќинот и ќе ја затвори вратата на куќата, а вие стоејќи однадвор ќе почнете да чукате и да викате Господе, Господе, отвори ни, тој ќе ви одговори, ќе ви рече, не ве знам од кај сте. Тогаш ќе почнете да зборувате, ние јадевме пред тебе и пиевме пред тебе и ти по нашите улици поучуваше, а тој ќе рече, ви велам, не ве познавам, од каде сте, одстапете од мене сите вие што вршите неправедни дела. И таму ќе настане плач и шкрипење со заби, кога ќе го видите Авраам, Исак и Јаков и сите пророци во Царството Божјо, а себе истерани надвор. И ќе дојдат од исток и од запад, и од север и од југ, и ќе седнат на трпезата во Царството Божјо, и така има последни што ќе бидат први, а има и први кои ќе бидат последни. Ова е текстот кој што ќе ни биде главна водилка на нас денес, и кој што се надевам дека ќе ни укаже на начин кој што ќе ни укаже на начин на кој што Бог гледа на оваа криза и можеби ни дава ориентација во една ваква криза. Најпрво сакам неколку факти од историјата. Ние понекогаш забораваме дека историјата постоела и без нас и дека ќе постои без нас. Не можам да не ви спомнам дека кога ќе слушнам оние рекламни слогани, Македонија е вечна, значи ние мораме да разбереме една работа, дека тоа е ерес, христијански гледано, дека тоа е невистина, дека таквото нешто не е никаде запишано во Светото писмо, дека Бог на една земја рекол и ветил дека ќе биде вечна земја. Да не забораваме едно нешто,
дека тие ентитети кои што се спомнати дека ќе продолжат со вечен живот во тој ново небо и нова земја, се всушност индивидуите. Се индивидуите, а не државите. Државите ќе престанат да постојат. Нема да има гранични демаркации, значи нема да има свет од тој тип. И ние упорно веруваме, ние упорно мислиме дека нашата земја е вечна и дека затоа што сме го примиле први христијанството, затоа што сме го измислиле, не знам, Александар, кој што нема врска со христијанството, ние имаме гаранција Божја дека ќе бидеме вечни. И кога нешто се случува во нашава земја, ние мислиме дека можеби таа вечност е на некој начин расклатена, затоа што сме ние посебен и избран Божји народ на кој што вечноста му е загарантирана. И сакам да дадам еден-два историски примери, можеби само еден ќе дадам. Примерот на Византија. Кога ние зборуваме за Византија, ние треба да имаме на ум дека зборуваме за империјата која што беше директен наследник на Римското царство и го надживеа Римското царство за отприлика зборувам 1000 години. Значи, кога работиме историја, тоа мора да го имаме на ум, дека Византија е реалниот наследник на таа античка култура и преносител на таа античка култура во средновековието, во ренесансата, мислам, претходно како влијание на овие западноевропски текови. Тоа е држава, тоа беше царство во кое што се одвиваа сите така наречени големи вселенски собори. Значи, најголемите историски гледано вселенски собори, односно собори на црквените водачи од целиот свет, познат свет во тоа време, се беа всушност на територијата на Византија. Денешна, особено територијата на денешна Турција, зашто Византија беше и поголема територија. Тоа беше една велелепна христијанска цивилизација со градби. Ако се прашувате која градба е можеби најимпозантна од таа цела цивилизација, сетете се на Света Софија. Не во Охрид, туку Света Софија, Аја Софија во Истанбул. Градба која што е изградена во 6 век по нарачка, по ктиторство на Јустинијан. Значи тоа е народ кој што често пати имаме записи, народ кај кој што се вели теологијата, евангелијата, Библијата се дискутираше и во берберниците. Значи идеш на бербер, не ти викаат што прави, не знам, кого да спомнам, не знам, Јелена Карлегуша или појма немам кој друг, туку ти зборуваат за Евангелие според Лука, стихови и едноставно се судруваат со теолошки проблеми дури во берберниците. Значи таму имаме и императори кои што се за себе сметат дека се христијани, дека поддржуваат мисии, дека прават, значи, еден куп нешта, реално прават еден куп нешта кои што нив ги издвојува од целиот свет. Значи збориме за огромна империја, зборуваме за империја која што веруваше дека има од Бога, од Христа даден владетел на оваа земја. И така ги представува. Најчесто имаме представи на Христос кој што владе над се и императорот кој што е всушност тука до него, кој што е него представник на земјата. И 1453 година таа цела империја, да ја скратам таа долга и комплицирана историја, 1453 година таа империја престанува да постои. 1457, да кажем, години горе-долу сега, да не бидам ситничар, 1457 години, 1453 години христијанство престанува да постои. И тие до последниот момент не можат да поверуваат дека тие ќе престанат да постојат како држава, како народ, како територија која што била христијанска. Зошто што мислеа дека имаат вселенски собори, дека тоа е речиси невозможно, имале кризи во минатото, Бог секогаш ќе им помага, дека тие имаат горе-долу загарантиран опстанок во секоја околност. И имаме тој момент во кој што 1453 година тоа колабира. И кога гледаме наназад низ историјата, дури овие цивилизации кои што се надвор од оваа европска сфера, имаме огромни цивилизации, монументални цивилизации, една египетска цивилизација илјадници години. Извор на се што се случувало во Медитеранот, во културен смисол, во трговски смисол, во многу нешта. И одеднашка таа колабира. Таа колабира. И не постои повеќе. И во таков контекст сакам ние денес да почнеме да размислуваме. Имам до мен на мајца. Мајцата ми од 92 година. 91-92 година тука имаше многу мисија, многу евангелизација имаше.
И тие мисии евангелизации често пати имавме некои мајци за да не знам, да покажеме дека сме дел од некој потфат кој што се случува во градот. Пишува 1992 година. И горе пишува има две реченици. Христијанска Европа за христијанско Скопје. Тоа беше мотото, дека ова е христијанска Европа која што духовно му помага на христијанско Скопје. И после волку години кога што помина од 92-та, јас се прашувам кој на кого помагаше и која христијанска Европа на какво христијанско Скопје му помогна. И мислам дека ова е време во кое што ние сите овде во оваа наша држава, Македонија, и пошироко во Европа, ние ќе треба да се соочиме со еден основен факт, а тоа е дека во многу нешта, за жал, ние овде живееме само во една христијанска проформа, во христијанство како културен некаков феномен, затоа што, не знам, веројатно некои претходни генерации ни оставиле некои црквени градби, ни оставиле некаква црквена литература, ни оставиле придонес во некои други сфери, теолошки сфери, не знам, во културна, општа културна европска смисла, ни оставиле некаков аменет преку одниното христијанско внатрешно јадро, и сега ние сме христијани. И ние со години се прашуваме што е со Европа, нели, како сто да работите во Европа, се прашуваме можеби за Македонија, како сто да работите во Македонија, и гледаме дека реално во ваква една криза ние гледаме една дезориентираност која што не би требала да биде присутна во земји и во контексти кои што се реално христијански. Се срушија митовите. Тоа што беше поставено стабилно, таа стабилна Европа која што сакаше христијанството да го користи како еден незин украс, која што и самата одби да го признае како незин формативен чинител и не сакаше да го внесе во тој европски устав како, нели, нешто што како јадро од кое што произлегла таа цела цивилизација, и сакаше своите вредности да ги базира на сосема поинакви вредности кои што не може да бидат наречени христијански. Одеднаш во таа цела стабилност каде што мислиме дека ова нешто може да стои, оној кој што е создател на се, оној кој што е создател на целиот универзум, и под цел универзум подразбирам сето она што го знаеме и сето она што не го знаеме. Оној кој што Библијата недвосмислено ни укажува дека е господар на историјата, почна да ја мрда оваа европска маса. И почна тие пиони и тие шаховски табли да се разнишуваат, и тие комбинации, тие системи на функционирање веќе започнуваат да не функционираат. Прво нешто кој што ќе го изнесам, можеме да зборуваме многу на таа тема. Прво нешто што пред нашите очи паѓа во вода е следново. Дека во состојба на криза и во состојба на загрозеност на индивидуални држави, она што прво паѓа под теретот на ваквата криза е така наречената европска солидарност. Се беше тоа фино и добро, тоа беше една убава бајка за тоа дека сите ние ќе си живееме среќно и задоволно, и ако некој му треба помош, ние ќе му помогнеме, и ако на некој му треба рака, ние ќе му подадеме, и веројатно имаше и песни, имаше, не знам, и Тото Кутуњо, United Europe, значи тоа зидови, нели, паѓа, клучен еден момент, тој падна Берлинскиот зид. Значи тоа беше еден момент во кој што луѓето помислија дека веќе доаѓа едно ново доба во кој што човекот ќе може повторно да се само реализира без Бога, на сметка на системите кои што колапс тој зид, чии што паѓа на тој зид го означи. И таа цела солидарност, сите тие приказки и бајки одеднашка колабираат. Како што денеска ние го сведочиме е еден момент во кој што сите сакаат бегалците да додат по некои други маршрути, и сите сакаат бегалците да додат на некои други крајни дестинации. И сите они големи држави, огромни држави, многу поголеми од нашава, зборуваат за некакви квоти кои што се смешни во најмала смисла, заради тоа што, не заради тоа што се тие, како да кажам, зли држави или се, не знам, што и да се, значи да не ги сега пежоративно опишуваме, тоа се случува заради тоа што Европа денес не е христијанска. Точка.
И таа веќе нема резервоар христијански, таа нема веќе јадро христијанско врз основа на кое што таа ќе црпи солидарност какво што се случуваше во Европа за време на големата чума во 5 век од наша ера, кога не европејците, туку христијаните, тоа го зборувавме мислам дека пред служба 2, христијаните беа тие кои што кога сите избегаа, кога сите спраштија и кога сите покажа дека ичте им егале за другиот, христијаните останаа во тие градови и се грижеа за болните. Внимавајте, се грижеа тие болни да добијат лекарска нега, се грижеа тие болни да доживеат достоинствена смрт и се грижеа тие болни да имаат достоинствени закопи. 3 нешта. Кои се тие христијани? Денеска се молев и се прашував пред Бог, викам, Боже, кои беа тие христијани? Тоа се безимени христијани, кои што веруваат дека тоа е нивен суштински повикот, како што зборувавме во проповедта за Бог и градот, повикот да се живее со таа несебечна љубов која што се дарува. Не ги знаеме. Стотици, илјадници зборуваме. Десетици илјади. Секој еден од нас има еден драйв за преживување. Секој еден кој што нели држи до себе на некој начин, првиот можеби импулс му е да се заштитам јас, моето семејство, моите пријатели, па се другите што сакаат, како сакаат нека прават. И овие христијани, европски христијани се за нас заради тоа енигма. Остануваат и се грижат. Тргни го Бог, не христијанството како идеологија, не христијанството како религија. Тргни го живиот Бог од приказката и остануваш со еден куп приказки. И со ништо не остануваш. И се прашуваш од каде солидарност и си поставуваш, кога го немаш Бог во твојот живот, прашањето што реално ќе си го постоиш е следново. Зошто јас би останал во еден кризен контекст, во контекст каде што имало болест, да кажеме, во тоа време, или денеска во контекст кој што можеби утре ќе бликне со една нова војна, зошто јас би останал во таков контекст и во име на што? И ако го немаш Бог, ти немаш основа тоа да го правиш. Ќе ви кажам уште еден пример. Мислам дека сум ви го спомнал. Во Ванкувер една жена, еминентен лекар, докторираше на она хоспис, односно грижа, медицинска грижа во крајни стадии, во крајни стадиуми кога веќе дијагнозата е песимистичка и смртта е известна. Го поставуваше следно прашање: која е нашата основа ние како држава да даваме пари за луѓе кои што знаеме дека ќе умрат за недела, месец или за 3? Која е економската оправданост? Која е ефикасноста на нашиот? За каква ефикасност на нашиот здравствен систем зборуваме кога ова се случува? И знаете што? Едно е кога оваа дискусија ја имате во рамки на една Канада која што е изобилна, а сосема друга е приказката. Кога вие имате вакви дискусии во земја, или еве да кажем утре заутре, не им посакувам, ама во една Канада која што ќе има недостаток на финансиски ресурси и кога ќе се почне да се поставува прашањето дали треба да се и од кај ќе почнеме да кратиме. Тоа се тотално два различити контекста. И денеска заради тоа во Европа ние го немаме тоа јадро, без Христос се откажуваме и се уште мислиме дека можеме да одиме напред, да одиме како се вика, само дека ова повторно мала криза со која што ние ќе се справиме. Можеби е така. Ја не сум пророк, за да ви кажам, не, оваа криза ќе заврши во толку часот. Ама можеби ќе има тука и некои други сценарии. Не знам. Не ми се постави едно прашање, дали можеби ова има некои други конотации. Не пророчки конотации, туку би ги нарекол реални конотации. Не на заспана Европа, кој што имаше пристап до тие блискоисточни контексти и можеше колку толку да направи за приближување на евангелието на тие луѓе таму и не направи ништо. И одеднаш, наместо Бог да чека на нас, европејците, ние повторно да оживееме и да можеме да бидеме двигател во неговото царство, тој почна нас да ни ги носи овие луѓе овде. И сега сите луѓе што вика, не знам, сакам на Блискиот Исток да работам, немаш потреба да работиш на Блискиот Исток. Можеш, мислам, секако дека можеш, ама тие луѓе од Блискиот Исток, од Афганистан, од Средна Азија, од Пакистан, тие се веќе тука. И тие ќе го разоткријат нашето
моето, твоето, македонското и европското христијанство на еден многу драстичен начин. На еден екстремно драстичен начин. Односно, или ние живееме со Бог, црпиме и искусуваме неговата љубов, неговиот живот во нашето секојдневие и како резултат на тоа ние можеме да искажеме љубов, или ние тоа го немаме и не постои систем, не постои PowerPoint презентација која што ќе не научи да го правиме тоа. Заради тоа што, како што вели Исус, или црквата го живе таквиот живот и незиното присуство на тој начин е како град на гора, кој што не може да биде сокриен, или тоа го нема и не може на сила да се исцели. Знаете, дома, кога имате некоја туба, не знам, паста за заве или мајонез, дошла до крај и стискаш, стигаш, уште малце ми треба. Нема ништо внутра. Така е понекој црквата, во таква една згужвана фаза во која што не може да излезе ништо од незе добро, се наоѓа и само Божјата милост е таа која што може да ја обнови. 21 глава на ова исто Евангелие, според Лука, ни укажува на тоа што на што Исус нас не повикува во времења на ваква криза. И пак ќе кажам, ако зборувам јас можеби за оваа поширока криза, вие можете тоа да си го аплицирате и на вашите животи, кога вие самите доживувате кризи. Можеби здравствена криза, можеби финансиска криза, можеби криза од кој да е друг карактер. Еве што вика Исус. 21 глава, 3-4 стих. Само пазете се, вашите срца да не бидат натежнати од прејадување и од пијанство. И тегобни грижи за овој свет, за да не ве затекне овој ден ненадејно. Значи, внимавајте вашите срца да не бидат натежнати од прејадување и од пијанство, од тегобни грижи за овој свет. Две работи. Пијанство, нели, прејадување. Верувам не само како пракса на прејадување, иако таа е дел нормално од нешто што вака се напоменува, туку од една слика на раскалашеност, на цивилизацијска раскалашеност. И најчесто цивилизациите, кога одат во пропаст, одат на ваков начин, со една комплетна раскалашеност. Да се јаде до крај, да се пие до крај, да се забори на се. Римската цивилизација. Варвари од сите страни, значи, опасности што иде до последен момент. Да се јаде, да се гезме, уште поише, како да им е овој ден последен ден. И тоа всушност таков став покажува отсуство на вера во Бога. Ја гарантирам една работа. Вчера на бели ноќи у Скопје се изеде и се испие, поише, финансиски, отколку што Македонија можеше да обезбеди за месец дена. За било кого, не викам само за бегалците, за социјално ранливи категории, што е да е друго. Одма се виде, уште у 6 сат, бел ден, уште ни белата ноќ не стигна, напалени сите дотерани, леле, да не се пропушти, случајно нешто, белата ноќ да не одмине. И тоа се прави кога на сред Скопје проаѓаат мигранти, значи луѓе кои што имаат огромни потреби. Тоа се прави во град во кој што еден куп фамилии имаат реални потреби. И она што е тука битно е дека на ова се надоврзува втората состојба, тоа е тегобни грижи за овој живот, значи преокупација со себе. Да го кажеме народски, преокупација со себе. Со својот, не знам, со кариера, со изглед, со перспектива, значи само јас и ништо друго. И таквиот став е непознат за првите христијани. Таков став кај Исус е непознат. Доаѓа богат младич, вика, све сум правил, вика, знаеш што, направи уште нешто. Пошто се си направил, и ова нема ти биде проблем. Се што имаш, продај, дај го. И вика, ој се натажи. Може се намурти. Може не му беше право. Дошто со Исус нема играње играчки. Првата криза, првото нишење на постулатите на една цивилизација ќе ги разоткрие реалните вредности кои што постојат. И ние упорно денеска во Европа, во среде криза, и финансиска криза, и војни кризи кои што ги имаме горе таму, Русија, Украина, и веднаш блиско до нас, овој Блиски Исток, кризи, повторно, ние сакаме опиум. Знаете што е опиум за народот? Опиум не е тоа што Маркс викаше, религијата е опиум за народот. Религијата некојаш била од некои групации
користена на тој начин за лични интереси. Ама вистински опиум е кога во сред криза нас ти се нуди шоу бизнес. И ти си викаш, знаеш што, само да ми ја пуштат мојата песма и све ќе биде како што треба, така. Све ќе се среди. Само да ми ја погода. Еве мојата тишина малце, појаче малце. Само да ми тепа мојот тим. Во фудбал само да видиме кој е подобар, Кристијано Роналдо или Меси, да видиме кој што Значи, сите тие нешта кои што се дел од животот, ама кои што понекогаш мора да бидат во позадина во едно вакво кризно време. За човекот да може да го доживе она на што Исус ни сугерира. Ваквата пракса на прејадување на пијанство, тегобни грижи за овој свет, зошто се опасни? Затоа што како што вика Исус, од тие нешта нашите срца можат да натежнат, односно да станат тврди. Тврди срца. Срце кое што нема емпатија, кое што нема сочувство кон никого. Срце во кое што нема љубов. Срце кое што можеби во таа крайна фаза не е толку срце на омраза, колку што е срце на индиферентност. Не сакаме да си имаме работа со никого. Значи додека мојот контекст е во ред, јас ќе си терам по свое и не ми е гајле, за никого не ми е гајле. Европските цркви, ќе ви кажам една работа. Европските цркви имаат проблем со евангелизација, знаете заради што? Заради тоа што најчесто христијанството е едно мало орнаментче во животот на европјаните. Толку. Ама овој до тебе не знае за Господ. Па нека дознае. Ја имам јога у 4, имам со другарки у 6, другари ми се, значи милион други работи, така. И упорно конференции, упорно ајде Европа ајде да се врати. Европа никош нема се врати кај Господ преку конференции. Никогаш. И ја мислам дека многу конференции се искрено да ви кажам фрлање на пари за џабе фрлање пари. Ајде, добро е било да се видиме. Па ќе се татко ми имаше добра изрека. Ќе се видиме кога ќе се сретнеме, така. Не мора тоа да биде нешто интензивно. Ќе ви кажам една од моите момент на моја лична исповед. Едно од најголемите мои маки во мојот живот се тие конференции. Секоја недела имам покана за конференција. Па ја мислам дека ние не треба више да се викаме христијани, него треба да се викаме конференцијаши. Зашто имаме милиарде конференции. Милиарде конференции. А тоа овие наши европски пријатели, овие политичари, они имаат консултации, они имаат конференции, они имаат консултации. Тоа е истата приказка. Со слични пари, со слично се, кој што не води никаде. Консултативно-конференцијска приказка. Кој што нема да ја врати Европа. Кој што нема да ја врати Европа кај Господ. Оно што можеби, и понекогаш Бог како ги користи овие кризи се како оној електричен шок кај пациент кој што е веќе си мртов. Сме гледале тие телевизија денеска и документарно е све, да рипне пациентот, да почне да му функционира срцето, да не биде само некаков нумерички податок дека е жив. Да не биде само нумерички податок дека е жив. И не знам, можеби оваа криза токму таков има. Таква цел има. Тие тврди наши европски срца, да ги оживее, да ги реанимира. Заради тоа што ако не е тоа така, ако не е тоа така, ќе дојдат и од исток и од запад ќе дојдат, и од север и од југ. И ќе седнат на таа трпеза. Ама нели беше таа европска? Нели ние сме македонците библиски народ, христијани пред Христос, сите тие нешта, така? Кога евреите тоа не го разбра и мора да платат за жал цех заради неприфаќањето на Месијата, што останува со нас? Павле вика, вие кои што сте гранки накалемени на таа цела приказка, кои што сте секвенци во таа наратива неприродни, отпосте ставени, ако можам така да кажам, накалемени. Кога нив Бог вака ги истретира, што е со вас? Јас верувам дека ние треба да размислуваме сите овие контексти, ама мислам дека ако на нешто нас те повика Библијата, тоа е ова што сега го зборуваме. Да го размислуваме на ниво на поединци. Секој еден од нас. Да го промисли ова во прво лице. Еднина. И да се прашам. Каков е мојот однос со Бог? И дали сум јас дел од тоа европско духовно сивило?
кој што многу често и перфидно речи си живее паралелно со христијанството. И не може да коегзистира и многу често го поклопува христијанството и го сведува на ниво на привезок. И да му не дала и само да не врне. Тоа се тие моменти. И јас верувам дека секој од нас поединечно мора да биде како што тука вика Исус 36 стих, бидете будни во секое време и молете се. Многу често поврзаност помеѓу будноста и молитвата. Зошто? Затоа што тој кој што е во Божјото присуство, тој неминовно го доживува Бога и живее живот кој што е буден. Зошто? Близината Божја го менува нашиот начин на размислување, нашиот начин на екзистирање. И молете се, вели, да го избегнете сето она што треба да се случи и да застанете пред Синот човечки. Значи не само молитва од типот Боже, фала ти за оваа супа и морковите во неа, туку молитва која што е будна заради тоа што препознава во какво време живее. На кој народ му служи и кои се Божите цели токму во едно вакво време. И кога ќе дојде моментот на криза, на личен план, на ниво на семејство, на ниво на држава, тој момент на никој од нас не му е мил, тој момент на никој од нас не му е... Не знам дали некој се моли христијанин, Боже, те молам, дај ми криза во мојот живот, навистина ја посакувам. Значи, мислам дека тоа е, не знам, тоа би можело да биде некој мазохизам, реален. Ама оно што се случува е дека преку тие кризи Бог ги открива работите такви какви што се. И фактот дека сме ние денес тука, значи дека се уште имаме можност да се вратиме кај Бог ако не сме со Бог, и се уште имаме можност да го продлабочиме нашиот однос со Бог ако тоа не е случај. Тоа значи дека се уште имаме можност да се отвориме за нештата кои што Бог сака да ги даде на овој град и на оваа земја и на овие луѓе кои што поминуваат тука и кои што можеби за прв пат во својот живот имаат прилика да држат Библија. Да не забораваме, не се само сирици, тука се афганистанци, тука се пакистанци. Дојде човек 60 на години до мене, не знам зашто дојде, не знам што беше таа цела случка, дојде пред мене, извади крст, го бакна пред мене и вика, јас сум христијанин. Ама христијан, како што знам да кажат, викам, од каде си, брате? Од Ирак сум. Секој ден нима помалку и помалку. Само вика Господ е тој што ме донесе до овде. 60 години имам, а повеќе од 2 месеци патувам. Од Ирак до Табановце. Господ, вика Исус Христос, нека ми се смилува и нека ме одведе до таму дека што треба да бидам, но што јас лично и не знам кај треба да бидам. Никого немам во Европа. И Исус нас те повикува да бидеме будни и ни вели да се молиме не само за ситуацијата туку и за нешто друго, а тоа е нашето излегување пред Него. Зашто не сакам да ве лажам. Секој еден од нас ќе си поднесе сметка за својот живот. Секој еден од нас ќе си поднесе. Ние тоа во евангелските кругови не сакаме многу да се потсетиме. Сакаме милоста, верата, заедништвото, позитивните работи. Ама Исус упорно нас не вика дека кога оваа порака, кога евангелието ќе стане дел од твојот живот, кога ти ќе почнеш да живееш со мене, повторно знај дека ќе одговараш. Токму заради тоа што ми си искусил милост во твојот живот. Токму заради тоа што повеќе не си оној кој што лута, талкани светот и не знае каде да се сврти, туку ти си оној кој што е Христов, кој што си Божи и заради тоа имаш голема одговорност. Ја мислам дека е време за акција. Ние како црква треба да бидеме црква од акција. Ние како поединци треба да бидеме спремни за акција. Пред да бидеме спремни за акција, треба да бидеме спремни за живот со Бога. Да тргнеме сите оние наши приказки дека нели тука сме си и Бог не сака и се добро мац, да го тргнеме тоа затоа што во денешно време кризата доаѓа и тука. И нека Бог ни помогне. Таа криза да го разоткрие Бог во нашиот живот како поединци. И Бог во нашата црква и Бог во црквите воопшто каде што тој се слави. И сега ние ќе преминеме на нешто кое што е суштински.
одбележување на еден кризен, страшно кризен момент. А тоа е смртта на нашиот Господ Исус Христос. Ке имаме можност сега да учествуваме во Господовата вечера. Сакам да ги поканам музичарите да дојдат напред, да не водат во неколку песни. Откако ќе прочитаме уште збор 2 од Светото писмо, ќе ги поканам Мет да дојде напред и ќе го поканам Джоел да дојде напред.